Факт е дека на македонската музичка естрада и треба квалитетен моден ремонт. Тоа значи дека повеќето од нив подитно треба да ангажираат или да побараат совет од некој кој се разбира во мода или пак следи модни трендови. Екипата на Ексклузив беше во посета на ателјето на модниот дизајнер Небојша Толевски со цел да ни каже негово стручно мислење за неколку наши познати пејачи и пејачки. Се разбира, дел од нив добија пофалби, но и критики. Но да започнеме со ред. Дали ќе можеме сега да искоментираме и некоја фолк пејачка. Прво што ми паѓа на памет е Сузана Гавазо. Ајде ако можеш. При мене прво таму лош избор на облека. Токму поради тоа што навистина Сузе сака да го истакне сексипилот и по секоја цена. По секоја цена, ама таа воопшто да не го истакнува, значи сексипилот да биде затворено до грло, закопчено до грло. Сузи има сексипил, тоа се гледа и се познава, значи нема потреба од истакнување толку многу наградите, а апсолутно сум противник, значи на здолниште која има форма, посебно со тулови, значи принцес крој и секси личност воопшто не одговара. Договарам како Латко и Лозано. Ете го. Веднаш скочи. Владче типче. Така? Владче типче. Како да кажам нешто лошо за Владко кога јас сум од Кичево и тој од Кичево? Па не, сега да не бидеме непристасни, туку да бидеме објективни. Јас секогаш викам ако треба нешто да му кажам на Владко, ќе му го кажам лично. А пошто сакам да го пофалам, ќе го пофалам јавно. Која фотографија според тебе е тука добра на Владко Лозанов? Каде е он добро облечен? Претежно секаде е убаво се облекува. Мислам гледа дека оди на варијанта, значи нешто што е проверено, чисти форми, не манипулира многу со облеката, не оди на премногу со мешање на различни форми на стилови и различни метнување на различни времиња. Така да окей, немам еве барам некоја фотографија каде што е малце по-спастрен. Еве да речеме оваа фотографија, одлично согласеност на фармерките и палтото. Дури кога одеше на Евровизија јас бев да носи фармерки, затоа што најдобро му стојат. Искрено никогаш не би одел на варијанта кај Викторија Лобат, тој дел на косата, еве веќе сега целосниот стил го ценуваме, тој дел на косата да биде преширок заради тоа што има долгнавесто лице и ја шири. А доколку локните паѓаат надоле малце повеќе, тогаш би добила убава форма самата линија на косата и би изгледала малце поразлично. Јас Викторија Лоба никогаш не ја замислувам во облека со цветни мотиви, токму заради тоа што таа сама по себе толку многу впечатлива и секој детал на неа оддава впечаток на нешто што се нарекува недобро завршена стилска работа. Инаку модниот дизајнер Толевски важи за еден од врвните професионалци во својата област, а од неодамна тој отвори своје модно ателје каде вратите за нашите познати личности се ширум отворени за да добијат бесплатни модни совети. Небојша, ти благодарам што ги искоментира нашите познати личности, но она што сакам да те прашам е дека ти од неодамна отвори своје ателје тука во Скопје, во главниот град. Кажи ми зошто се реши на вакво нешто? Ние те познаваме како моден дизајнер, нормално тоа ти е професија, меѓутоа беше долго време во медиумите, нели го работеше она што сушност ти е професија. Па следствено на сите нешта што се случи, распаѓањето на таа модерна и сите останати весници што подпаѓа нели под таа групација. Јас таму работев 12 години како моден новинар, секогаш пишував за мода, меѓутоа паралелно се работев како моден дизајнер. Сега следствено на сите тие настани беше веќе време да го отворам ателјето. Секогаш ме викаат зошто сега, јас секогаш викам затоа што токму сега е време, значи не после, не понатака, туку токму сега. Сега е времето да се отвори ателјето, тогаш сум почувствувал и така сум функционирал. Да, ателјето е отворено веќе 2 недели и засега функционира добро.